Почитувани добар ден. Јас сум Александар Копања, актер во НУ Народен театар Битола. Благодарение на македонскиот ИТ, ја имам таа чест и привилегија да ви прочитам дел од светската порака по повод 27 март, светскиот ден на театарот. На сите колеги, театарски работници, театарджи, се разбира до вас, драга театарска публико. Нека ни е честит 27 март, светскиот ден на театарот. Од 1962 година, Интернационалниот театарски институт ИТ веќе скоро 60 години го празнува 27 март како светски ден на театарот. Вечерва, во сите театри низ целиот свет, пред почетокот на представата се читаат светската и домашната порака по повод 27 март. За жал, оваа година, 27 март 2020, е дефинитивно најтажниот ден. Злото наречено COVID-19, покрај огромните човечки жртви на секаде, беше немилосрден и ги затвори сите театри низ целиот свет. За жал, ние театарските работници сме принудени на вако виртуелен начин да ви се обратиме и да ви испратиме зрак светлина за подобро утре. Оваа година, честа и привилегијата да ја напише светската порака по повод 27 март, светскиот ден на театарот, му припадна на пакистанскиот драмски автор и новинар Шахид Надим. Ќе ви прочитам дел од истата. Порака по повод светскиот ден на театарот 27 март 2020. Театарот како светилиште. Шахид Надим, драмски автор, новинар. За време на Аџока турнејата во индискиот Пенџаб во 2004, после топлиот пречек на представата пред огромниот број на рурална публика, еден стар човек му приде на актерот кој ја играше улогата на големиот суфи. Старецот го придружуваше младото момче. Мојот внук е многу болен. Ке фрлите ли еден благослов врз него? Актерот малку се повлече назад и рече: Бабаджи, јас не сум Булех Шах. Јас сум само актер која игра таа улога. Старецот почна да плаче и рече: Те молам, благослови го мојот внук. Јас знам дека тој ќе закрепне ако ти го сториш тоа. Ние му советувавме на актерот да ја исполни желбата на старецот. Актерот го благослови младото момче. Старецот беше задоволен. Пред да си замине, тој ги изговори следните зборови: Синко, ти не си актер. Ти си реинкарнација на Булех Шах, негов аватар. Одеднаш пред нас се отвори цел еден нов концепт на актерска игра, каде што актерот станува реинкарнација на ликот што тој или таа го портретира. Јас сум секуларна личност и мојот интерес за суфизмот е воглавно од културна природа. Јас сум повеќе заинтересиран за изведбениот и уметнички аспект на пенџабиските суфи поети, но мојата публика, која можеби не е од екстремисти или фанатици, сепак би можеле да имаат искрени верски убедувања. Истражувањето на приказните како таа на Булех Шах, а ги има многу во сите култури, може да стане мост меѓу нас, театарските практичари, и непознатата, но ентузијастичка публика. Заедно можеме да ги откриеме духовните димензии на театарот и да изградиме мостови меѓу минатото и сегашноста, водејќи се кон иднината која е судбина на сите заедници, верувачи или неверувачи, актери и старци и нивните внуци. Причината зошто ја споделувам приказната на Булех Шах и нашето истражување на суфи театарот е во тоа, дека додека трае изведбата на сцената, ние сме понекогаш понесени од нашата филозофија на театарот, од нашата улога како предвесници на општествените промени и ние. Правејќи го тоа, оставаме голем дел од народните маси зад нас. Во нашиот ангажман со предизвиците на сегашноста, ние се лишуваме себе си од можностите на подлабоко движење на духовното искуство кое што може да ни го пружи театарот. Во денешниот свет, каде фанатизмот, омразата и насилството се повторно во пораз, народите се устремуваат против народите, верниците се борат со други верници и заедниците фрлаат голема омраза наспроти другите заедници. И во меѓувреме децата умираат од неухранетост.
Мајките умираат за време на породувањата, заради недостаток на навремена лекарска грижа, а идеологијата на омразата цвета. Нашата планета тоне се подлабоко и подлабоко во климатска и климактичка катастрофа и веќе може да се чуе топотот на коњите од четворицата јавачи на апокалипсата. Ние мораме да ја надополнуваме нашата духовна сила. Мораме да се бориме против апатијата, летаргијата, песимизмот, лакомоста и непочитувањето на светот во кој што живееме, на планетата на која што живееме. Театарот има улога, благородна улога, во витализирањето и мобилизирањето на хуманоста за да се подигне себе си од спуштањето кон бездната. Тоа може да ја подигне сцената, изведбениот простор, во нешто свето. Превод на македонски јазик Сашо Огненовски. Почитувани, уште еднаш нека ни е честит 27 март, светскиот ден на театарот. Останете здрави, седете дома и почитувајте ги препораките на Светската здравствена организација. И со многу љубов, вера и надеж, заедно да го победиме ова зло наречено COVID-19 и што е можно поскоро да се видиме во храмот наречен театар. Ви благодарам.